Карциномот на белите дробови е една подмолна болест која што најчесто се јавува кај машката популација. Оваа болест може многу долго да се крие зад воспаленијата и кашлиците, на кои не им придаваме големо значење. Само раното дијагностицирање дава можност за излекување од оваа болест, која што зема се поголем замав, вели доктор Оливер Јовковски, пулмоалерголог од Аџи Бадем Систина. Карциномот на белите дробови е најзастапен карцином во машката популација, во одредена старосна популација, некаде од 55 до 70 години, тоа е најчест карцином во машката популација, тоа да го споменам, зависно од статистичките податоци за сите земји, тука некаде со карциномот на простата, меѓутоа како здравствен проблем, како социјален терет е многу поголем во секој случај. Во секој случај тоа бројкиве се високи. Некаде во Македонија податоците се оскудни околу новозаболените и починатите пациенти од оваа болест. Меѓутоа се рачуна дека од 800 до 1200 годишно во земја со нашата големина би требало да има нови откриени. Не е најпрецизна таа статистика, меѓутоа се забележува еден тренд на пораст на овој. Негово проблемот со него е дека зафаќа повеќе системи, повеќе органи и дава една многу поголема товар за здравствениот систем и за социјалното обкружување повеќе од било кој друг карцином. Пушењето и аерозагадувањето главни причини за појава на карцином на бели дробови. Сега, една причина кај ниеден карцином, односно кај ретко кој карцином може да се лоцира. Меѓутоа, комбинацијата на пушење, бројот на пушачи во Македонија се уште е повеќе од 50-60% од популацијата, возрастната популација. Потоа, аерозагадувањето, радиоактивните елементи кои што се наоѓаат во почвата, во зградите, исто така, и некои други фактори што не се до крај проучени. Ризикот се зголемува со бројот на годините за пушење и бројот на цигарите. Постои еден коефициент кој што пулмолозите редовно го рачунаат, колку години пуши пациентот и по колку кутии на ден. Сето тоа се собира од земјадели и се добива еден коефициент кој што го кажува некој релативен ризик за карцином, за појава на карцином на бели дробови. Меѓутоа тоа е релативно, зависи од многу фактори, како ниедна друга малигна болест не може да се разграничи дека еден фактор или една причина е за настанувањето на оваа болест. Активните пушачи, но и луѓето кои што се откажале од оваа навика се со зголемен ризик од појава на карцином на бели дробови. Да, проблемот со него е дека дава симптоми, општи симптоми од респираторниот тракт, кои што не се карактеристични баш за малигно заболување. Вообичаено започнува со кашлица, подкашлување, задишување, искашлувањето крв е еден од главните симптоми, меѓутоа тоа веќе е знак на една понапреднат стадиум, кај што веќе третманот и дијагностиката е сосема поинаку потешко да кажеме. Во последниве години многу се води сметка за пронаоѓање на скрининг метода, тоа е тешко бидејќи рентгенот на бели дробови не дава доволно информации. Компјутеризираната томографија се уште не е толку распространета, расширена, толку усвоена, да кажеме, и од докторите, и од пулмолози и од рентгенолозите, за да биде сериозен, иако во тој правец да работите, наредно се надевам дека во наредните години ќе се воспостави пракса за еден вид на скрининг кај оние кои што се ризична група. Со рано откривање на карцином на бели дробови, најефикасен третман е хируршката интервенција, по која следи хемотерапија, вели доктор Јовковски, и додава дека ако пациентот се дијагностицира во подоцнежен стадиум, се препорачува зрачна терапија, хемотерапија или комбинирана терапија. Разбира, дека секој тумор најважно е раното откривање. Тоа ни возможува да превземеме тераписки мерки. Во оваа ситуација кај белодробниот карцином, операцијата би било најпожелна, која што во секој случај после е проследена со соодветна хемотерапија.
Нажалост, многу малку од пациентите се откриваат во стадиум кој што може да биде да се оперира, значи да се извади целиот тумор, и во најразвиените земји само 14 до 15% од новооткриените се операбилни, може да се успешно да се оперираат. Тога ни отстануваат другите мерки, хемотерапија, зрачна терапија и така натаму. Најдобро нешто што може да го направите за вашето здравје е да се откажете од пушењето, вели доктор Јовковски.